ИПАР 3 програмата овозможува пристап до фондовите на Европската Унија наменети за финансиска помош на земјоделството и руралниот развој. Од искористувањето на фондот од ИПАР 3 програмата, кој ќе биде за 60% поголем од буџетот на ИПАР 2, се очекуваат многобројни придобивки, меѓу кои и подобрување на стандардот на земјоделците, подобрување на пазарната конкурентност и ефикасност, зголемување на вработеноста во руралните средини, подобрување на ветеринарните стандарди, унапредување и заштита на животната средина. Со последниот јавен повик од ИПАР 2 програмата се покажа големата заинтересираност за инвестиции и развој на руралниот туризам, кој како прифатлива инвестиција е опфатен со мерка 7, диверзификација на фармите и развој на бизнеси. Оваа мерка ќе биде застапена и во новата ИПАР 3 програма 2021-2027, со што се отвораат можности за нови инвестиции во руралниот туризам. Новина во оваа програма ќе биде предфинансирањето, односно променете и начинот на исплата на одобрените средства за одобрени проекти. Се предвидува авансна исплата на средства и тоа од 30 до 50% од сумата на самото склучување на договорот за проектот. Тоа значи дека ако се конкурира со проект од 100.000 евра за мерка каде повратот на инвестиција е 60%, апликантот преку авансното финансирање со склучување на ИПАР договорот ќе добие до 50% од средствата или 30.000 евра. Во делот на рурален туризам може да се инвестира за сместување во соби, апартмани, кампови, бунгалови, инвестиции во градба и реконструкција за туристички цели во руралните средини, кои морате да го следат традиционалниот стил на градба.